Почитувани медиуми, добар ден. 2021 ќе биде запаметена како година во која имаме рекордни високи исплати на средствата во земјоделскиот сектор. Вкупно 203,5 милиони евра инвестирани се директно во земјоделскиот сектор. При тоа, ова бројка е вкупен износ од инвестициите по разни основи. 146 милиони евра се исплатени за двете програми кои ги креира Министерството, од кои 121 милион евра за субвенции и 25 милиони евра за инвестиции во руралниот развој. 18 милиони евра за капиталните водостопански инвестиции, средства кои долгорочно го решаваме водоснабдувањето и стабилното наводнување. 10 милиони евра за втората фаза на проектот за наводнување Јужновардарска долина. За ИПАР-2 програмата во 2021 година исплатени се 16 милиони евра, од кои 12 милиони се учество на европските средства, а 4 милиони евра се од националното кофинансирање. И повторно, веќе трета година поред, нема да враќаме пари назад, бидејќи имаме искористеност од близу 100%. 13,5 милиони евра од ковид програмата, од кои 5 милиони евра се исплатени на тутунопроизводителите и уште 8,5 милиони евра се исплаќаат деновиве за производителите на грозје, ориз и јаболка. Со тоа, исплатата во 2021 година во земјоделскиот сектор достигна рекордни високи 203,5 милиони евра. Во услови на светска економска и здравствена криза, земјоделскиот сектор беше силно поддржан од државата. Ниту еден од процесите немаше застој, сите програми и мерки има успешна и целосна реализација. Неодамна, на настанот по повод доделување на договори за млади земјоделци, јас кажав дека се е полесно кога државата стои позади земјоделците, ние тоа и го докажаме. Тоа останува да биде наш силен став и за секоја наредна година. 2021 беше тешка година во земјоделството, но затоа, кога во таква година ќе се постигнат вакви резултати, успехот е уште поголем. Никој не беше оставен сам да се справува со кризата. Ние сме свесни дека нема реална цена за трудот на земјоделците, тие немаат фиксно работно време, немаат сезона на одмор, ниту паузи во процесот на производството, како што имаат други сектори. Но, затоа секогаш, кога имаше потреба, државата интервенираше. Секогаш помагавме во законски рамки и во рамки на буџетот. Во тој дух е и вчерашната одлука донесена на владината седница за исплата на 26 милиони денари како помош за штети од временските непогоди, кои во периодот од 23 март до 13 јули оваа година ги зафатија општините Росоман, Демиркапија, Демирхисар, Валандово, Кочани, Свети Николе и Градско. Колку е големо значењето на земјоделскиот сектор од економски, социјален, па дури еколошки аспект, потврдивме низ целиот изминат период. Токму затоа, се сите вложувања кои Министерството заедно со владата ги реализираше во годината која е веќе зад нас. Земјоделскиот сектор е комплексен и не го сочинуваат само институциите, туку и медиумите, невладините и странските организации, откупувачите, преработувачите и примарните производители. Потребно е да се има јасна визија и отворен пристап за соработка со сите подеднакво. Кога ја анализираме годинава, ни беше драго што сме успеале во тоа да бидеме отворени кон сите. Па следствено на тоа и резултатите кои ги постигнавме се заеднички успех. Почитувани медиуми, денешниот настан го организиравме со единствена цел да ви искажеме почит и благодарност за вашата поддршка, за посветениот пристап со кој редовно го следевте земјоделскиот сектор. Често пати, токму вие бевте најголемите поддржувачи, дававте предлози и идеи креирани со вашето присуство на терен, од каде директно ги црпевте информациите. За крај, посакувам новата година да ни донесе остварување на зацртаните цели, на земјоделците им посакувам стабилни климатски услови за производство со висок квалитет, многу здравје, мотивација и верба
во профитабилното земјоделско производство. Вам, почитувани представници на медиумите, ви посакувам пред се добро здравје, а на професионален план многу успеси и мирна година во која ќе се шират позитивни вести. Уште еднаш ви благодарам на соработката, поддршката и вниманието со кое не следете изминатата година. И да сме живи и здрави и нека е среќна нова 2022 година, а на земјоделците берикетна. Благодарам.